Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Вечерва започнува чествувањето за Карпалак, 24 години од погибијата на десетмината бранители прилепчани. Викендов ќе почнат да течат роковите за 8-те локални избори. За училишна кошничка цените во септември ќе бидат како тие на 1 јуни. Прилепчанецот Дарко Недановски дел од тимот што спаси параглайдерист, кој што со часови беше закачен на дрво во близина на Крушево. Времето денеска променливо, облачно и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во Прилепската касарна Мирчеацев вечерва од 18 часот ќе почне одбележувањето на 24 годишнината од загинувањето на 10 прилепски бранители. На 8 август 2001 година конвојот на армијата на Република Македонија беше нападнат кај местноста Карпалак на патот Скопје-Тетово, кога беа убиени 10 воени резервисти од Прилепската касарна. Делегации од општина Прилеп, представници на семејствата на загинатите, делегација од армијата, политички партии и граѓански здруженија ќе положат свежи цвеќиња и ќе им одадат почит на загинатите пред спомен обележието во касарната и спомен плочата кај селото Лениште, а во манастирот Света Петка ќе се одржи вечерна богослужба. Со ова почнуваат годинешните одбележувања на 24 годишнината од загинувањето на бранителите кај Карпалак. Централното чествување ќе биде утре од 13 часот пред споменикот Прилепски бранители во центарот на Прилеп. Со тоа Прилеп ќе им оддаде почит на Сашо Китановски, Нане Наумовски, Веби Рушитовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердован Шабановски, Љубе Грујовски, Дарко Велјановски, Горан Миновски и Пеце Секуловски. Утре изутрина ќе бидат посетени и вечните почивалишта на загинатите во Прилеп и во населените места, а делегации од Министерството за одбрана и Генералштабот со представници од здруженија, општински делегации од Прилеп и представници од семејствата на загинатите ќе го посетат и местото на крвавиот настан, местноста Карпалак на патот Скопје-Тетово, каде во заседа на армискиот прилепски конвој беа убиени 10 воени резервисти од Прилепската касарна.
Локалните избори што треба да се одржат на 19 октомври, втор круг на 2 ноември, според информација од Собранието, ќе бидат распишани утре, петок или во сабота. Ќе се бираат градоначалници и советници во 80 општини и градот Скопје. Според бројот на учесници, изборната администрација, вклучувајќи ги и вработените во Државната изборна комисија, локалните избори се најголеми и најмасовни. Карактеристично исто така за овие избори е што дијаспората нема да може да гласа, а ако некој од македонските државјани сака да го искористи своето право, тоа ќе може да го направи само доколку допатува во земјата. Веднаш по распишувањето на изборите, Државната изборна комисија ќе одржи јавна седница на која согласно изборниот законник ќе биде објавен календарот со сите рокови за избирачките дејствија, како и сите права и обврски за избирачките органи, учесниците на изборите и медиумите. До крајот на месецот, ДИК ќе го заврши случајниот избор на членовите на избирачките одбори од редот на администрацијата согласно податоците од Министерството за јавна администрација. За 3500 избирачки места треба да бидат избрани 21.000 лица од администрацијата кои ќе бидат во избирачките одбори, кои во текот на септември ќе поминат комплетна обука за спроведување на изборите и ќе им бидат доделени прирачници. Дополнително, ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и Вреди, како партии, односно коалиција со најголем број гласови на минатите избори, во септември, согласно роковникот, треба да номинираат 14.000 членови за избирачките одбори. Составот на избирачките одбори се менува бидејќи на нивните членови им е истечен мандатот. Вкупниот буџет за одржување на локалните избори 2025 кој е веќе објавен изнесува 9.760.000 евра, од кои 2/3 се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање. Дополнително на овие пари е и сумата за надоместоците на членовите на избирачките одбори и транспортот и дистрибуцијата на членовите на избирачките одбори и избирачкиот материјал од општинските изборни комисии до избирачките места, каде што ќе се гласа, бидејќи тие ги обезбедуваат локалните самоуправи. Од ДИК за МИА велат дека се прават напори по сите основи да се рационализира за да се намалат трошоците. Министерката за образование Весна Јаневска изјави дека владата донела одлука цените на училишниот прибор да останат на нивото од 1 јуни годинава, со што се обезбедува поевтина училишна кошничка за сите семејства. Родителите ќе плаќаат околу 10% помалку од актуелните цени за ранци, боички, фломастери, тетратки и за друг потребен прибор. На помалку од 1 месец од почетокот на учебната година, Јаневска изјави дека од 1 септември ќе има учебници за сите ученици, уверувајќи ги родителите дека тие веќе се дистрибуираат по училиштата, иако, како што рече, процесот поинтензивно ќе продолжи по завршувањето на колективниот одмор на наставниците на 15 август. Во врска со учебникот по историја, таа потврди дека од оваа година историјата и географијата повторно ќе бидат посебни предмети. Додаде дека во учебниците ќе бидат спомнати сите значајни историски личности, а Министерството не добило официјален предлог од Историската комисија. Синоќа, иако под лоши временски услови со силен ветер, тимот за спасување на планина на Дирекцијата за заштита и спасување безбедно го симнал странскиот параглайдерист кој бил закачен на дрво високо над 30 метри во близина на Крушево. Тој за среќа нема сериозни повреди. Во акцијата учествуваше и прилепчанецот Дарко Недановски, кој е дел од тимот за спасување при дирекцијата. За несреќната случка дека странски државјанин додека летал со параглайдер удрил во дрво, се здобил со повреди и останал да виси на него, дирекцијата била информирана од полициската станица Крушево доцна попладнето. Од дирекцијата информираат дека локалните сили не можеле да го симнат повредениот параглайдерист, поради што итно бил активиран нивниот тим за спасување на планина. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, ќе слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура во Прилеп се искачи до 30 степени. Утре петок, 8 август, во Прилеп времето ќе биде сончево и потопло со мала до умерена локална облачност. Ќе слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата во Прилеп ќе се движи до 32 степен. Временска прогноза.
Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.